Да, добар ден, почитувани гледачи, јас сум Зоран Димовски. Време е за втората контактна емисија на телевизија 24, Очи во очи. Во ова контактна емисија не толку благородни, симпатични теми за граѓаните, мора да кажам, со оглед на тоа дека Регулаторната комисија за енергетика денеска донесе две најнови одлуки. Првата одлука е дека од вечерва на полнок се зголемуваат цените на горивото, особено на дизел горивото, поскапува за речиси 5 денари, додека пак исто Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука цената на парно грењето во Скопје да поскапи за околу 150 денари по едно семејство. Инаку овие цени ги соопшти попладнево Регулаторната комисија за енергетика, каде што кажа дека за домакинствата што се снабдуваат преку ЕСМ снабдување, цената ќе се зголеми за 5,96%, додека пак за корисниците на ЕСМ енергетика за 5,18%, додека за корисниците на енергоеколог поскапувањето ќе изнесува 3,65%. Според првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика Ацо Ристов и покрај новото поскапување на цената за парно грењето во Скопје и натаму има најниски цени на топлинска енергија во регионот и во споредба со Белград, Љубљана, Софија и Сараево. Ке цитирам она што денеска тој попладнево го кажа на пресконференција, го цитирам господинот Ристов. Она што е клучно за престојниот период и што силно го поддржуваме е спојување на сите ЕСМ компании за топлинска енергија со цел оптимизација на ресурсите и зголемување на ефикасноста, што во иднина според него ова ќе обезбеди уште поповолни цени за граѓаните, покрај тоа што еве денеска отаму истакна дека цената на парно грењето во август за едно семејство кое што живее од прилика во стан од 60 квадрати ќе се зголеми за околу 140 денари. Ова е темата за попладневната контактна емисија Очи во очи, а тоа е регулаторна со најнови одлуки од вечерва поскапи горива, што и се очекуваше со оглед на војната во Блискиот Исток и осцилациите кои што ги имаат постојано цените на горивата. Тоа го најавија и од централната власт, меѓутоа она што не се очекуваше е дека од август скопјани ќе плаќаат поскапо парно, како што кажав, за стан околу 60 квадрата, поскапо парно за 140 денари. Меѓутоа првиот човек на Регулаторна комисија за енергетика со надеж дека компаниите ќе се спојат во иднина што испорачуваат топлинска енергија и тоа според него ќе овозможи поповолни цени за граѓаните кои што користат топлинска енергија, односно кои што користат парно грење. Да не должам многу, тука ќе го вклучам првиот гледач на линија со кој што ќе дискутираме, односно ќе го кажем својот став. Ало, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме. Се слушаме одлично, слободно говорете. За парното грејање, кажам прва една реченица, треба да дозволат кој како сака да се исклучи, да го исклучат одма. Зошто? И онака што се користи парното грејање, зимно време до 10 сатот, 10:30 го гаснат. Дали максимално се користи парното, да речам, 2-3 месеца, а цела година се плаќа парно. И треба да се дозволи кој сака да се исклучи, да се исклучи. И точка. И то има услови некој стан, например, на приземје целиот отворење не е со никој комшија, со ходникот само има контакт, ходникот и надвор и земјата долу. Таква топлина добиват од зградата. Тој стан да може да се исклучи, треба да ги гледат тие работи. За регуларна комисија, таа не треба да постои. Тие земат по 6-7 плата, за да кажат денеска 5 динари, утре 6 динари. Се налупале тамо и то и то. Цената се знае, надвор како тие диктират, таква ќе ни биде. А ние, например, ако доаѓа некој од Бугарија да полни гориво, да му се удри цената бугарска. Така нас ни правја во времето. Кој одеме негде надвор, за нас друга цена беше таму, пример.
Или во Грција, ако е евро и пол, а кај нас евро, кој ќе дојде Гркот евро и пол, према регистрацијата, на шалтер да си плати по толку. Зошто ние да им платиме ефтино гориво на нив? Треба малце по-економски да се води државава, но што личи? Или се нагнетиле горе, па не на што прават, не за да бъдат држава како што треба. Малце треба се затегни. Така, благодарам за ова јавување. Сепак сме пазарна економија, не знам колку би можеле вакво нешто нели да дадат одлуки институциите, инаку во однос на полнењето на горивата од страна на странски граѓани, поточно од соседните земји, премиерот Мицкоски и други министри во владата со гордост кажуваат дека државата од кога започна кризата со војната во Блискиот Исток, со гордост кажуваат дека државата има полни резерви на горива и според нив добро е што излегуваме во пресрет и на граѓаните од соседните земји, кои што, како што во некои денови од месецот кога е кризата, како што кажа министрите и централните власти поточно, чекаат соредици да ги наполнат своите резервоари на бензинските станици близу граничните премини. Можеме тука да го вклучиме другиот гледач? Добар ден, убав ден. Добар ден, благодарам. Повелете. Благодарам јас. Прво за горивата ќе кажам дека прво ние сакале или не ќе тоа е берзанска стока, диктира друг, колку ќе одреди берзата, толку ќе биде цената на суровата нафта. Нормално после преработки, доработки и така натака и ќе добие уште поголема цена од тоа што е. Меѓутоа јас не се слагам дека ние имаме најевтино гориво. Меѓутоа ќе биде најевтино ако мојот личен доход може да ги подмири сите тие давачки, да може јас од први до први ден. Еве нека поминеме низ паркинзите, да видиме колку коли се прекриени со прашина затоа што не можат да ги возат, бидејќи немаат луѓето пари. Возат оние кои што имаат пари, но не се тие повеќе од оние што ги имаат паркирано возилата. Јас се слагам дека војната во Русија, војната Израел, војната Ирак, Америка, нормално е нешто што е светска криза и тоа ќе го трпи народот, ќе плаќа поскапо и се. Но сепак треба да се најде начин да се ограничат граѓаните надвор од нашата земја. Кога ќе дојдат, да не може да полни цел резервар. Максимум до пола резерварот и крај. Со тоа фактички ќе се заштедиме. Место ние да дадеме сурова пара за да се обезбеди таа нафта, тој бензин, за да ги обслужуваме и нив. Onda sa втората тема. Мислам дека прво, парното не е за цела година се плаќа за да ни поевтино да ни се граѓаните се распределува тоа, да не биде во тие 6 месеци, да се распределува на не. Меѓутоа, треба да има клаузула која е мртва сезона. Зашто од 1 август да се зголеми цената, во 15 октомври ќе почне да режиме давачките за грејењето. Од тоа е давачките. Така, благодарам. Малку нејасен беше тонот, ги замолувам граѓаните кога ќе говорат поблиску да бидат до самата слушалка на телефонот. Може би ова беше причината што имавме лош тон од вториот гледач. Може да говори следниот гледач на линија. Ало. Ало, добар ден, повелете. Добар ден. Предходниот гледач денес кога слушам дека купил нов телефон, меѓутоа ништо не го разбираме. Вејден како се каз вејден врати си остариот телефон, те слушам и онака меѓу првите си, меѓутоа те разбираме, барем те разбираме ништо. Што се несува за темата, убаво рековте ќе плаќат Скопјани, не грешите, ќе плаќат Скопјани, македонци иде ќе плачеме ние со овие цени, со овие цени на зголемување на нафтата и на парните, на така на така. Ако рековте дека само Србија имала поскап по нас гориво Хрватска и Словенија. Ама Србија, Хрватска и Словенија за разлика од кај нас имат и можете и дупло плати, имат поголеми и минимални, и просечни, и тие надпросечни. Значи, дупло им се платите. Наши дојат да работат таму да заработат. Значи, тоа е разликата што ние имаме поевтина од нив нафта. Меѓутоа, не значи дека
Слушам денеска дека на берзата нафтата поевтинила $50, а кај нас поскапуваат. Како, што се однесе тоа, што се случува кај нас, све обратно се случува. Значи да се разбереме, кај нас државата немаат пари, црпит пари од граѓаните, земаат пари, немаат пари, гориво, мазути, од војното го земаат, све земаат, некои други даноци измислуваат, од нашите банки, од нашите предпријатија се должат пари. Немаме пари да опстане државата. Наша Македонија пропадна и изедува 3 злостонички партии, ДПМН, СДСМ и други. Само тендери отвораат, патат некој тендер за да исперат пари. Од тоа ние патиме македонците. Тешко на македонците, на граѓаните, ништо во Македонија. И нарочито зимава уште. Уште со овие гориво и така натака. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Може да го пуштиме другиот гледач. Браво! Ало, добар ден, повелете. Премиерот Мицотакис, значи не Мицковски. Мицотакис диктира услови по која цена ќе го изјаме горивот. Окта е главна овдека. Она диктира горивото дали ќе биде намалено, дали ќе биде зголемено, а тие регулаторни комисии тоа да се укине треба, ама нема кој да ги укине, бидејќи тие се играчи исто заедно со нив, преку нив вајда некои пари канализира за нивните махинации и криминални злодела што ги прават кон државата. Така да тие регулаторни комисии се тотално излишни за регулирање на било каква цена на било каков енергенс. Така да и премиеров треба се самоукине. Него си имаме ние доле од Елада, од Атина, си имаме премиерче и тој си е газда тук. А и плюс стратешкиот партнер, Америка, тој е најглавниот партнер. И нека негде фарба народот, сме имале најефтина горива, најефтини горива сме имале. Убаво рече овој предходников сега пред мене. Значи, друго е ти кога взимаш 2000 евра плата, а плаќаш со 10 центи, да речеме, поскапо гориво тука. А друго е ти кога взимаш 300 евра 400 плата, а го плаќаш со 10 центи поевтино. Абе, покачување на плати треба, на пензии. Инфлација е човече, инфлација невидена. Па и сега и парното ќе ми го појача и тоа кој знае колку квалитетна испорака на топлина има. Кад танга е свеот и на поводата, све ќе сватите. По ова градење на трансформација, дека треба да сватите со кого имаме работа. Поздрав. Поздрав, благодарам. Инаку, според Регулаторната комисија за енергетика и предпријатијата кои што испорачуваат топлинска енергија, бројот на корисници на парно грење продолжува да расте. Во текот на една грејна сезона биле приклучени над 1500 нови потрошувачи, а вкупно 67.500 домакинства во Скопје се снабдуваат со топлинска енергија. Покрај ваквите пропусти кои што вие, почитувани гледачи, ги кажавте во однос на испорачувањето на топлинската енергија, покрај цените, сепак податоците на надлежните, на компаниите кои што испорачуваат топлинска енергија, говорат дека бројот на корисници на парно грење во главниот град на Македонија продолжува да расте. Можеме да го вклучиме следниот гледач на линија. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, господин Зоран. Поздрав до вашите гледачи. Ќе кажам нешто за нафтата, на нафтените деривати. Интересна работа е премиеров на ВМРО-ште. Изјавите негове. Вика, по исто место набавуваме, по иста цена. Ама видете сега таму колку е. Пример во Хрватска. Кај нас е 100 денари, во Хрватска е 120 денари. Платата тој што работи во Хрватска. Платата му е 2800 евра, на бензинска кај нас му е 800 евра. Значи мора да бидат таму поскапи горивата. А од иста, еве вие кажавте дека резервите, стоковите резерви нафта кај нас се полни. Колку резерви, господине, имаме ние? Резерва имаме ние за 3 месеци и храна и све. А знаете, една Кина, 1,5 милиарда, ќе за окружа, 1,417 имаше милиони.
луѓе има за 2 години резерви за на храна. И ние ќе кажеме нашата држава добро функционира. Во ред е, пример, колку е сега суровата нафта барел? Беше 100, 120. Беше 160, 170, 180 2021-2022 година. Нафтата отиде до 115 денари, повеќе не отиде. Сега како може одма сега? Вчера се покачува барелот и одма се покачува цената 100 денари, е денеска 98,5 денари, 99 денари. Тоа е 100 денари. Значи, владава не мисли за потрошувачите, државата, институциите. Не мислат за луѓето, мислат да како да се наполни буџетот. Затоа што сега колку е повисока нафтата, нафтените деривати, алкохолот и цигарите, толку повеќе во буџетот акцизи. Значи акцизите се негде 100%, ако е нафтата 100 денари, 50 денари се акцизи, господине. Поздрав. Поздрав, благодарам. Тоа што го кажав дека полни се резервите со нафта, тоа беше практично искази кои што ги кажува надлежните министерства и првиот човек на владата, премиерот Христијан Мицкоски, од кога започнали војната во Блискиот Исток, он во повеќе навративе, народски кажам, се фалеше дека нашите резерви со нафта се полни и имаме нафта дури да ги обслужуваме нашите соседи. Можеме да го вклучиме другиот гледач на линија. Добар ден. Добар ден, повелете. Овака, ај за нафтата ќе одговорам малку подоцна, него за пар во Скопје. Тоа што го рече првиот гледач, кој сака да се исклучи, за да може да преживеат луѓето. Значи, тоа е добра идеја. Сакам да сум напарно, има air condition, има други топификации сега луѓето. Така да, тоа е добар потек ако го направат Скопјани. Ако не, на здравие што викаат Скопје. Се е можно со Скопско. Ај ќе се навратам на нафта. Гледаме дека се тепаат и по каде беше горе по овие држави што се латински. Па гледаме долу се тепаат. А ние имаме нафта се уште да возим. Но да се направи владата еден чекор, исчекор, нафта да има за земјоделците и другите производители што носаат да јадеме. Зоране. Зоран се викаш, така? Зоран, да. Зоране. За да можеме да добиеме барем храна до каде што седи. Значи, тој потек да имат предимство тие што превезуваат, што произведуваат, тие да имат. А автомобилите, гледаме, си фрнџаат, па не да е 100 денари. Ја би ја направил и 200 Зоране, зашто знаеме и колку маси на луѓе народи одаат. Како сардини ги редаат. Тоа овие нашиве слушатели научени се по 100 години да живеат како гнуа, а некој да гине и нафта да возат од него. Многу и три зборови кажуваат како две партии што се... Так, благодарам, за жал заврши вашето време. Да му ставиме повеќе простор на гледачите, да не зборувам јас многу, може да го вклучиме другиот гледач. Па еве, за моје задоволство, како Диме ве поздравувам и се вклучувам во емисијава. Повелете. Очитувам млад Зоран. Беше спомнато и држава, и трпение, и јас се прашувам, како прво, како Диме, дали ние уопште имаме држава? Да им се даде шанса. На кого почитувам одител? Која шанса? Низ горе, ние не постоиме веќе како луѓе. Крпачката влада правеше што не направи, не доведе во некој си хаос, хаотична состојба на живот. Сега оваа крпачка влада не доведува во ситуација на живот катаклизмичен. Да разбирате, секојдневно што се случува кај нас. И за се нешто они имаат оправдување.
Минатото па минатото, минатото па минатото. За жал, ова е мое лично мислење, тоа се должи на тоа што они можат ни ги исправа мозоците, почитуван млад Зоране. Буквално испрани мозоци, главите доле, животот колапс и само си го чекаме овај денот кога ќе не сместат таму во Бутел. Не може вака. Почитувам водително, душата ми гори за вас, младите. Ја вчера наполнив, односно денес полнам 70 години. За вас ме боли душа. Моето минало, и тоа многу добро минало и поминало. Што вие понатаму? Што вие? Па го гледам сега, па овој брадестиот полицаец, па тој требаше прв, оне хаосот што го кажа. Што се случи во Кочани? 63 наши мили чеда ангели. Прв што требаше да иде на суд, тоа беше тој брадестиот полицаец. И сега што е ова? Награда координатор. На што координатор? На лагите. Секојдневни лаги, интриги. И за на крај, имав намера за 2 август да одам во Крушево, почитам водително не одам. Ми е страф и таму да не ме затурат со некоја вода. Лаги невидени. Благодарам пријатно. Благодарам. Среќен 75-ти роден ден, уште многу долги години да живеете. Дали го имаме други гледач на линија? Ало, добар ден. Добар ден, господјо, повелете. Среќен ден нека ви е на вас и на вашата телевизија. Благодарам. Повелете. Јас мислам дека оваа регулаторна комисија што ја качува цената на нафтата, кога сака ја качи цената, кога сака ја симне цената. Проблемот е во тоа што во цел свет е недостаток на нафта ради војната меѓу Иран и Соединетите Американски држави. А ние се правиме херои тука и викаме дека цената кај нас на нафтата е многу ниска. Кај нас цената на нафтата е ниска, али ако се земе у предвид дека ние земаме многу ниски плати и многу ниски пензии, цената не би рекла дека е ниска. Цената треба да биде на нафтата многу по-ниска, затоа што со цената, качување на цената на нафтата, се качуваат и другите производи во државата. Така, затоа е важно ова тема. Сврзано со нафтата. Не е работата само да се каже дека имаме најниска цена во околината. Проблемот е колку имаме примање ние и дали можеме да одговараме на таа цена што ќе се качи на нафтата, а со тоа и на другите производи што се во државата. Значи, општо земано, оваа држава почнува полека да тоне. И тоа тонење ќе продолжи се до натака, додека владеат олигарсите што имат многу пари и што не знаат со парите што да работат. А бедниот народ ќе се остане беден и ќе си страда до страдање. Еден ден овај народ што е беден ќе нема и леп да јаде. Благодарам. Се надевам дека ова лошо сценарио нема да се случи. Сите се надеваме на подобри, покрај тоа што реалноста не оди многу на подобро реално, меѓутоа еве вели народот надежта последно умира. Дали го имаме друга гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Една информација само може да ви дадам. Повелете слободно, за тоа и програмата, односно емисијата. Дека водостопанство Ќе ве замолам, дали може тонот на телевизорот да го исклучите? Има ехо. Одма. Да ве разбереме, подобро и граѓаните да ве разберат. Водостопанство на Македонија нема плата земено од мај месец. Дали знаете? Имаше такви информации, меѓутоа се уште не се официјално проверени. Ама јас ќе кажам официјално. Јас сум вработен во водостопанство. Така, добро.
И една критика, дали може добро намерна до вашата телевизија Од и до мај, другите телевизии? вака, ве молам само за оваа информација, од мај месец немаат земено плата, така? Да. Вие каде работите, во која подружница? Добро сега, не е битно кај работам. Не, велам, не е ова во една, току на ниво на цела Македонија, така? Па на цела Македонија Така, ниво е, добро, да. ајде повелете. Една мала критика, добро намерна, дали може? Секако се разбира, прифаќаме критики, повелете. Па секој ден ги слушаме се овие истите. Тие се најупорни. Ама и јас сум упорен, еве денеска прв пат доби. Прв пат, дали ме веруваш? Така. Ви Прв пат верувам, доби. ви верувам, да. Па дајте да направите некоја селекција, еден за пати да се јават. А овој на секој телевизија, на сите телевизии се јавуваат. Ама досадно ни е виќе одим. Љупчо, Диме, што ти ја знам таму, оно од Часка, од Маска, секој ден се исти. Стварно, досадно ни е нас на другите, не можеме да добиеме. А ова за водостопанство, проверете го и уверете се, да видите. Срамота, луѓето имат фамилии да гледат. Како ќе ги изгледат фамилиите? Од месец мај немат плата земено. Така, Брука. Ви стече вашето време. Навистина, јавното предпријатие водостопанство беше на работ да исчезне, да кажеме, пред неколку години, меѓутоа тука ситуацијата малку се стабилизира, тие за останати плати кои што нели граѓаните треба да ги земат, кои што нели работеа во ова предпријатие, се реши тој проблем, меѓутоа еве сега последните информации, ова информација вие која што денеска ја споделивте, говорат дека ова предпријатие водостопанство се уште во криза. Ќе ја провериме и официјално ова информација, ќе побараме и став од надлежните, конкретно од јавното предпријатие водостопанство, да прашаме каде е проблемот и дали граѓаните, односно работниците кои што работат во ова предпријатие и кога ќе ги земат за останатите плати. Секако ќе добиеме информација во каква состојба се наоѓа ова јавно предпријатие кое што знаеме дека долг период тонеше во долгови, а тоа и се разбира причината зашто овие граѓани кои што работат во ова јавно предпријатие немаат земено плата веќе 3 месеци. Може да го вклучиме другиот гледач? Добар ден, господине. Добар ден, повелете. До вас и до вашите гледачи на 24 во живо. Сега ја малку ќе некој знаме дека ќе ме критикува, а може би нема да ме критикува, ама јас вака ти кажам. Јас молам Бога да биде бензинот 200 денари кило. 200 денари да биде. Пошто во шпицот, дали насебале, дали напладне, значи тачно толку има превенција на возило што нема каде. Од државна болница да речеме до Випозар тебе не му треба на човека тачно да стигне 40 минути. Или па не може да аеродром, или па да речеме од сите што се булевари. Толку возило што има што нема каде. Во сите возила, да речеме од 10 возила, само по еден се вози во возилото. Али во 100 возила, да речеме во 90 возила, се вози па ишто по еден човек, по еден возило. Значи за тоа викам, дај Боже да биде 200 денари во горивото. И ова ништо не е. Сите, ако не повеќе, еве лично почнемо од мене. Еве, јас лично дома имам 4 коли. Синот, другиот син, жената, јас. И кај тоа сега е сиромаштото, не е сиромаштија. Значи јас лично почнемо од мене. Значи ја зашто уште ќе викам ќе повторам 200 денари да биде бензинот, е после да ни дојде малку паметот во глава да појдеме. Дали тројца се договориме, дали четворица. Стварно сега кризна состојба е, не викам дека не. Јас не сум партички. Исто како беше ЕЗДС, така беше. Не знам како беше студенари сега, исто како ВМРО. Они се исти. Дали ВМРО, дали ЕЗДС. Само гледам дека народот се критикува измеѓу себе, а они заедно пак сега таму јадат пијат. Господине, убав ден, се најбо пријатно. Така, благодарам. Секако се е до навиката на граѓаните кои што, како што кажавте, забележувате 10 возила, каде што во секое возило има по еден патник. Од една страна е навиката, а од друга страна е колку јавниот градски превоз во Скопје нуди добри услови за возење. Еве сега
првиот човек на град Скопје најави дека завршена е тендерската постапка и избрана е компанија каде што ќе треба да испорача вкупно, односно над 100 еколошки автобуси. Можеби со тоа ќе се подобри ситуацијата со градскиот превоз во Скопје, па и тоа ќе биде причината да се намали употребата на возилата. Од една страна тоа ќе го намали големото аерозагадување кое што ги имаме, особено во зимскиот период во град Скопје, тоа ќе ги намали и гужвите и градскиот метеж. Да се надеваме дека овие нови градски автобуси ќе овозможат поефикасен градски превоз, а граѓаните на некој начин етапно ќе почнат да се одвикнуваат до секое место да палат автомобил, а со тоа ќе повторам да го загадуваат воздухот и да создаваат дополнителен сообраќајен метеж во главниот град. Дали го имаме другиот гледач на линија? Добар ден, Македонија. Добар ден, Македонија. Повелете. Па, она наша македонска поговорка многу важи за оваа тема и за други теми кај вас, да те чува Господ од неправедни луѓе, оние кои добија 7.000 денари пензија секој месец, некаде 2 брачни пара, 7.000 денари, купно 14.000 денари секој месец големена пензија, кукаат дека Македонија не цени, Македонија не обидува, инфлација имало, а тие се југоносталгичари, плачат под 1000% инфлација. Сега 2-3% инфлација во наша Македонија било страшно, опасно, лошо, ама плачат да имаме 2000% инфлација. Па дај тогаш така нека биде, Господ нека допусти 2000% инфлација, па да уживаат, ама и тогаш ќе плачат, и тогаш нема да му се... Не знам што се случи, гледачот дали сам се случи или имавме некој технички проблем. Така, дали го имаме другиот гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Сега вака Зоки од Кавадар се јавувам. Да, господине, знам дека сте од Кавадар си. Само ќе ве замолам да го исклучите тонот на телевизорот да го исклучите. Може, за момент. Чекай за... Добро ли сега? Сега е добро, повелете. Сега вака Зоки ќе зборувам јас. Овој новиот министер да земе да изсука рекавите и да оде на терен на трешоста. Тој што зеја, што кажа водостопанството немало земено од зошто не си го каже името? Затоа што се плаши за својата, нели, за своето работно место. Водната заедница во Скопје треба да се укине. Значи, овој министерот да земе да изсука рекавите и да оде на терен. Значи, водата така некаде у безкрај по патишата оде. А луѓето нема да навадат возови насади. Од Кавадар се јавувам. Значи, такви проблеми имаме ни со водостопански организации. И исплати не треба да му даваат. Значи, земјоделците кои пари иземат? За без пари гројде, од Кавадар се јавувам ја. И младите за тоа не сака да работат и одат во Тоскано, берат гројде и домоти. Ето тоа да реже држава година 2 милиарди да увоз на храна. А овој трябва да го испустиш на сите телевизии го испустува. Тие таре може да му работат. Да, може зборува. Така, пријатно. Може да го вклучиме другиот гледач? Ало. Ало, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака се поздрав до телевизијата, добро, и до слушатело, до водитело. Водителот, слушатело, трше лажи гледаше, не знам што гледа. Знаем, у почеток на 2016 расипничка ја викаше во Бор. Треба кривично да одговара. И да докаже дека Никола Груевски бил криминалист, да докаже каде по судови
да каже за тоа што Никола Груевски е воскресна држава. Ја направи се целосно. И само судиите со 91 што го пречат и на ВМРО затоа што са заедно со СДС од 91 година. Тие суди криминалци и подкупени за работа за интересите на ЕЗС. И за подкуп работат. Народа не го гледат. Не го марат. Кривични пријави под фиоките, под фиоки, тепики, ништо не ја работат. Задача има овој Нена Савески да ги провере, вие суди што работили до сега. Тоа го посакува и задача има и од Христијан Мицкоски му кажавам, тоа не го работи. Уште наградени, најголема плата од сите. Тоа беше и Лупчо Коцевски, и тоа исто тоа него од СДС беше. И ова е иста слика. Конкуренцијата сега во СДС нема, за ВМРО нема ништо. Ништо не се сработиле, само за да продават да уништуват и државата. Горивото беше 110. Цените и качија на 200% и качија цените. Акцизите. Значи и качија ги. Цените и качија не ги намалија. Значи тоа е работува со судите. Инспекции се праќа. Така, тука само да подсетам за која тема станува збор, дека регулаторна денеска имаше донесен, односно две одлуки, од вечера поскапи горива, дизелот поскапува за речиси 5 денари, додека пак од август граѓаните, односно скопјани, ќе плаќаат поскапо парно за еден просечен стан од 60 квадрата, цената на парното ќе се зголеми за 140 динари, значи од 2353 на 2493 динари. Од Регулаторната комисија за енергетика истакнаа дека при најновата пресметка најголемо внимание е посветено на цената на влезната компонента гасот, а регулаторот имал разбирање за инфлаторните движења во економијата кои ги покачуваат цените на стоките и на услугите. Тука ќе го цитирам Арсов, односно првиот човек на Регулаторна комисија за енергетика, пред да го вклучам следниот гледач. Тој вели на денешната пресконференција: енергетските компании бараа зголемување да бидат од 30 до 130%. Ние му кажавме дека нивните барања се неприфатливи и дека мора да работат на намалување на загубите и на зголемување на ефикасноста. Регулаторот не прифаќа зголемување на вработувања само заради број без да се зголеми конзумот. Имаме кратења кај делот за вработување од 40 до 50% и ние ги признаваме како трошок, бидејќи граѓаните на Скопје не се должни да плаќаат неефикасна работа. Еве, според Регулаторната комисија за енергетика, според нивните информации, компаниите дури барале и многу поголемо покачување на цените, односно на цената на парното грејење од август оваа година. Може да го вклучиме следниот гледач. Ало? Ало, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ја би ги замолила гледачите да се јавиме ние што сме засегнати од оваа тема, а не да зборуваме за суди и обвинители. Еве, јас лично за парното ќе зборувам. повелете. И не е точно тоа што кажал регулаторот, дека за 60 квадрати ќе се накачи 150 денари. Воопшто не е точно. И ние во мај јас лично за мене зборам, за 50 квадрати грена површина до мај плаќа 2750. На 1 јуни добив 4400. Други мои комши добија по 6000, по 7500. И ние сега не е точно дека луѓе сакаат да се приклучат на парното. Ние бараме исклучување од парното. 23 се исклучени, а другите 24 бараме исклучување. Прво немаме ефикасно парно. Прво од 6 месеци имаме само 3 месеци парно. Среде лето плаќаме најголеми сметки и немаш каде да се пожалиш и сега неќе да не исклучиш, затоа со некој 22 фамилии не сакале. А пола од нив се на диво, замислете, уклучени. Какво е тоа покачување на парно? Па на овие 4000 и нешто, или 6 и 7 и 500, уште покачување?
Ние кога јас се јавувам да кажам дека немаме парно, дека парното е млако, не се јавува секретарката, кога бевме на Елем, на лице место до Ајджале, ова е што прави ЕСАМА? Ова е брука невиден, еве листо јас ви кажувам, Јани Лукревски, број 5, стан 48, ма да сите стан не рекол слушаат, ова ќе го потврдат. А ние сега ќе се расправаме за СДСМ или обвинителството. Па нели гледате, ова е плячка. Така, поради тоа и нели кога ќе заврши гледачот кој што е на линија, јас постојано потсетувам да зборуваме за темите кои што ги гледате на малите екрани, а тоа е еве денешната тема Регулаторната комисија за енергетика дека одлучи да имаме поскапување на дериватите и на цената на парно грење. Дори цитирам нели нивни информации, нивни изјави со цел да ги потсетам граѓаните кои што ја гледаат оваа контактна емисија да зборуваме за оваа тема, затоа што другите теми кои што ги нели потенцираат сме ги зборели и ќе ги збориме понатаму. Меѓутоа сепак емисијата Очи во очи и емисијата во тек, контактните емисии на телевизија 24 се со цел да зборуваме, да ги информираме граѓаните, меѓутоа и граѓаните да го кажат своето мислење за актуелните теми. Што се однесува до информацијата од Регулаторната комисија од компаниите кои што ги снабдуваат граѓаните со топлинска енергија, односно со парно грејење, дека секоја година се зголемува бројот на корисници на парно грејење. Тоа е информација која што нели вие почитувана гледач ке кажавте дека не е точна. Најверојатно овие информации компаниите ги црпат од новите стамбени зданија кои што нели се градат во Скопје, кои што инвеститорите сакаат да имаат парно грејење во нивните згради. Значи овие бројки претпоставувам дека не се по барање на граѓаните на Скопје, зголемување на бројот на приклучокот на парно грејење, туку ова е резултат на новите згради кои што нели дел од инвеститорите сакаат во своите објекти да имаат приклучок на парно грејење. Можеме тука да го приклучиме следниот гледач. Ало? Ало, добар ден, повелете, говорете. Ало? Да, слободно говорете, слушаме одлично. Јас се извинувам. Јас сум Тошо Топот од Кавадарци, што се јавив за водостопанство. А Мито Пиджамата ме знае, тој што се јави, да си го кажам името. Јас сум Тошо Топот. Само сакам да нема на штета на луѓето, на вработените, што се јави за водостопанство, за... Ве разбирам, господине, јас одговорив дека обично кога луѓето не сакаат да се представат, тоа е нивно право. Мито Пиджамата, бараше да се представи тој од Кавадар, тој се јавува за водостопанство. Јас сум Тошо Топот. Мито мене е пријател. Добро. Само толку? Во ред, си случи гледачот, може да го вклучиме до другиот гледач, што е околу 5-6 минута ни остана до оваа контактна емисија. Добар ден, Зоран. Добар ден, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам. Па, на село нема трошоци за парно, ама таму цената на стан не е 3000 евра по квадрат, значи народот наш вика нема и јаре и паре. Сега гледам дека и опозицијата ги политизира овие цени, па еве шанса за СДС, Левица и ДУИ, како што сложно го критикуват ВМРО, еве шанса да понудат на граѓаните неоданочени горива, бесплатно парно, општествени и бесплатни станови, да изградиме нов социјализам, нов комунизам. Еве шанса за опозицијата да понуди со двотретинско мнозинство, да укине независни регулаторни тела или други независни, а финансирани од државата, а кои од Европската Унија ни велат да ги формираме таквите државни органи. Еве, кој ќе победат тие опозицијата, на граѓаните ќе му обезбедат бесплатни услуги. Само имам дилема, кога се менуваше името со двотретинско мнозинство, зошто тогаш не се укина Регулаторната комисија, Народниот правобранител, Антикорупцијска комисија? Не ми е јасно како СДС и Левица редовно победуваат во општина Центар, ама тамошниот градоначалник не одвојува пари од општинскиот буџет за ниски даноци на имот, за бесплатно парно,
за бесплатно гориво, за социјалистички работни акции, самите граѓани да си чистат пред зградите, а не ние да плаќаме комунални услуги, комунални фирми. Сега, бидејќи опозицијата секогаш е за решение странците да не водат и управуваат и па бугари во устав, предлагам да имаме цени како во странство или како во Бугарија. Што значи цените на горивата и парното да поскапат, бидејќи кај нас се поевтини. Значи има решение, само треба опозицијата да биде похрабра и да понуди и да се држи до тоа ветување, пошто тие се познати за предизборни ветувања. Така, благодарам за ова мислење, изнесен став. Може да го вклучиме другиот гледач кој што е на линија? Добар ден, господин Зоран. Голема почит кон вас и вашата телевизија. Благодарам, повелете. Абе, господин Зоран, абе на Господ белата сме ние коментаториве. Но би го рекол ова. Прво, нафта не течи ни преку Вардар, нити преку Брегалница, ниту преку Охридското езеро. Ние нафта немаме. И владава постапува според нејзините нели стратешки калкулации како некако да се снајдеме. Инаку јас сум директен противник на идеологијата на ДПМН. Но во однос на нафтата ја поздравувам владата. Исто така на мојот претходен соговорник би сакал да му кажам една работа, да не се фали со изборите во смисол демек, ќе видиш ти кој ќе помениш кај нашата мала, што ќотек ќе јадиш. Тоа е стратегијата на фалсификат ВМРО денеска во Македонија. Што сега да речам? Македонија треба да се зацврстува. Како треба да се зацврстува? А треба да почне од позитивна нула. А што е тоа? Абре, прво да ги најде убиците во Вејце, да ги најде убиците во Смилковци, луѓе да ги ликвидира. Така. Некој технички проблем повторно. Сега дали... Ало, добар ден, повелете, говорете. Добар ден, Заки. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам. Па многу невистини се шират по емисија. Ева, прво за Кабадарци. Имам пријател што има 5 хектари лозија, без проблеми го наводнува. И вчера баш наводнуваше. Како за некој има вода, за некој нема. Тој зависи од која партија, така и вода им пуштаат. Што се однесува до горивава, исто. Кога спомну еден дека $180 беше нафтата, во времето на СДСМ, а 110-115 бензините, не спомнува колка беше минималната плата. Дека 10-11 илјади беше. И колку можеше со таа плата да се купи гориво? А колку може со оваа минимална плата да се купи? Такви споредби не им одговара да прават. Значи, тоа е чиста навивачка работа, платени се против владата да се зборува тука, ништо друго. По сите телевизии, по сите емисии, нереални споредби, ама споредбите се така малце поделикатна работа. Треба да се вратиш малце назад, па да видиш тоа како изгледало порано и после да даваш овде памет да солиш. Кога си на власт, малце поинако е, нели? Околу парното има објективни и субјективни работи. Објективни се, например, цената на гасот. Објективно е дека многу малце граѓани се приклучени на парното кај нас и фиксните трошоци се делат на мал број на граѓани. Да има поголем број приклучени, фиксните трошоци ќе бидат помали и цената ќе биде помала. А субјективните разлоги се што таму многу татини, синови и ќерки се вработени, а ништо не работаат, а земаат дебели плати. Тука имаме, значи, субјективна работа. Сите тие треба да се земат во предвид кога се формира цената. И регулаторна, дури не треба да им дозволува зголемување, ако тамо не се направи нова систематизација, минимална, со која ќе може да функционираат. Благодарам и поздрав. Благодарам и за ова ваше јавување. Може да го вклучим и следниот гледач.
Дали се слушаме? Така, очигледно е ова крајот на емисијата. Истече времето. Јас сум Зоран Димовски. Останете на фреквенцијата на телевизија 24 во добро здравје пред се. За 10 минути следува првиот дневник на телевизија 24. Имајте убав ден.